Наша задача беше да креираме практична апликација на платформата Odoo. За таа цел, ние креиравме апликација со дупликати, односно скапоцени шминки и нивни дупликати. Таа е нашата homepage страна, низ која кога ќе се движиме, ќе ги видиме нашите продукти и сите тие работи. За почеток ги имаме нашите категории, skincare, all makeup и така натаму. Тие се некои од сервисите кои ги нудиме, appointments и така натаму. За крај на front page-от имаме Contact Us форма која би не пренасочила кон Contact Us. Сега за почеток би сакала да појдеме на Sign In форма со која креираме акаунт. Кон Sign In формата би избрале Do not have an account, додека немаме акаунт. Се разбира, ако имаме акаунт, би се пренасочиле кон има акаунт. Тука ги пополнуваме нашите податоци, со кои ќе ни пристигне мејл и ќе потврдиме дека креиравме акаунт. Но, бидејќи веќе имаме акаунт, одиме кон логин и тоа не пренасочува кон homepage страната. Сега би се пренасочиле кон шопот, во кој ни се прикажани сите наши категории, продукти. Тука можеме да филтрираме по цена, до која цена сакаме да се движиме за продукти, која би ни прикажала сите продукти од тој price range до тој price range. Тука исто така во search barот можеме да филтрираме по име, клучен збор и така натаму. Primer. Кога ќе одиме на primers, тоа ни ги прикажува сите продукти со тој клучен збор. Имаме филтер со newest, A to Z и така натаму. Кога би кликнале на срцето, го додаваме продуктот кон wishlist. Кога ќе кликнеме на wishlist, ни ги прикажува сите продукти. Исто така, имаме промоции на сите lip products со 10% попуст и кога би ги додале во карт, и добиле попуст од нив. Одеме кон карт. Тоа има исто така промокод за студенти кои имаат 20% попуст, кога би го додале тој код. Кога одиме кон checkout, можеме да додадеме нова адреса или да користиме веќе постоечка. Адресата би била тука, креираме форма, но одиме кон order, бидејќи веќе имаме адреса, одиме кон checkout, ја користиме нашата адреса, confirm. И нашата нарачка е потврдена. Тука ни е прикажано дека нашата порачка е пратена и одиме кон appointments. Во appointments ги имаме тие 4 со податоци, одиме кон book now и тука имаме детали за date и колку часот. Кога избираме колку часот, тоа не пренасочува кон нашите податоци, име, имейл адреса, phone number, confirm application и тука ни дава податоци за каде, кога, како. Можеме исто така да ја откажеме нашата апликација и да избереме повторно нова, дотколку не сакаме да одиме на таа. Одеме кон нова апликација, confirm appointment и закажуваме нов appointment. Исто така имаме reviews на тој appointment, но тоа е тоа за appointments. Идеме кон Help Center. Help Center ни нуди прашања и одговори на тие прашања, често прашања. Исто така, Popular Asked Questions ги имаме тука, кои можеме да ги видиме. За крај исто така Contact Us форма. Кога одиме на Contact Us форма, ни дава форма која ја пополнуваме со subject,
question и сабмитираме формата кон нас. На крај дава thank you за успешно испратена форма. Тоа е тоа за нашата страна. Ви благодарам на вниманието.